Добро вечер. Започнува уште едно издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете најавата за денеска. Нови мерки за намалување на невработеноста. Напиши писмо со ракопис на срцето и освои вредна награда. Заврши тортијадата, собраните пари од продажбата на тортите во хуманитарни цели. Граѓаните на Карпош во соработка со Пакомак ќе го селектираат отпадот. Дуња Мијатовиќ смета дека новодонесените закони за медиуми во земјава се многу добри, но треба да почнат да се применуваат. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска најавија нови мерки со кои се очекува да се намали невработеноста. Со мерката субвенционирање на вработување на млади лица до 29 години, прва шанса, како и мерките обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување и обука за побарување занимања на пазарот на труд од сообраќајна структура, дополнително ќе се преземаат активности за намалување на невработеноста во земјава. Ова денеска го најавија министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување на Македонија Владко Поповски. Министерот Спасов објасни дека целта на оваа пилот мерка е да обезбеди побрз премин на дипломирани млади лица од образовниот процес до вработување, кои завршиле високо образование во студиската 2012-2013 година и се невработени лица активни баратели на работа, рече денеска Спасов. Тој нагласи дека за реализација на оваа мерка се предвидени 1.170.000 денари од буџетот на Македонија. Поддршката, како што нагласи Спасов, ќе се обезбеди преку субвенционирање на вработување по моделот 3+6, кој што предвидува 3 месеци субвенционирано вработување со полно работно време и 6 месеци обврска на работодавачите да го задржи на работа. Новиот оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година за прв пат се воведува мерката субвенционирање на вработување на млади лица до 29 години прва шанса. Целта на оваа пилот мерка е да се обезбеди побрз премин на дипломирани млади лица од образовниот процес до вработување кои завршиле високо образование во студиската година 2012-2013 и се невработени лица активни баратели на работа. За реализација на оваа мерка предвидени се 1.170.000 денари од буџетот на Република Македонија. Поддршката ќе обезбеди преку субвенционирање на вработување по моделот 3+6, кој што предвидува 3 месеци субвенционирано вработување со полно работно време и 6 месеци обврска на работодавачите да го задржи на работа или на негово место да вработи друго невработено лице од евиденцијата на невработени лица на Агенцијата за вработување, со тоа што приоритет ќе имаат невработените лица кои завршиле практична настава кај соодветниот работодавач. Месечниот износ предвиден за исплата на бруто плата изнесува 13.000 денари. Сакам да истакнам дека намалувањето на невработеноста подразбира и прифаќање на потребите на пазарот на трудот, во смисла што се баре и очекува да се поседува како вештина или компетенција. Вработливоста подразбира конкурентна професионална надградба покрај формалното образование. Од тука, како Министерство и Агенција за вработување, инсистираме на поврзување на оние кои што бараат работа, но имаат потреба од вклучување во праксата и работодавачите. Во овој контекст најавуваме две нови мерки, и тоа обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување и обука за побарувани занимања на пазарот на трудот од сообраќајната струка за кој денес излегува јавен оглас. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски истакна дека со новите мерки ќе се излезе во пресред на лицата кои што имаат С категорија, а кои сакаат да се вработат како возачи на автобуси или минибуси, па преку оваа мерка ќе може да ја добијат потребната обука за да ја добијат возачката дозвола за Д категорија. Мерката обука за така наречена Д категорија или управување со моторно возило за превоз на патници е мерка со која што сакаме да помогнеме на невработените кои што веќе имаат С категорија повеќе од 2 години, кои што сакаат да се вработат како воздачи на превозно средство автобус или комби бус или минибус и ќе му овозможиме преку оваа мерка да се стекне со оваа дозвола, оваа категорија и подоцна исто така ќе му овозможиме да посредуваме за него за компанија која што е заинтересирана да го вработи.
Паралелно со огласа за повик за невработените лица за искажување интерес за учество во Америка, оди повик и за заинтересираност на самите компании за вработување на овие лица како нивни работници. Значи, ние ќе почнеме првично да ги прибираме сите апликации од двете групи и ќе почнеме од групата на работодавачи да ги мечираме со оние што веќе ги имаме во системот, дали ќе се поклопат овие барања или дали ќе најдеме соодветни работници за нив. Доколку се случи да во некој град, значи така ќе ги бираме идните корисници, каде што ќе имаме дефицит на ваква работна сила која што не може да се исполни од нашата евиденција, таму ќе организираме оваа обука и се надевам дека после обуката најкасно за 3 месеци овие лица ќе бидат вработени во таа компанија. Напиши писмо со ракопис на срцето е насловот на конкурсот за најдобро писмо кое го распиша Агенцијата за пошти. Темата е слободна, а конкурсот ќе биде поделен во 3 категории: за деца до 12 години, за млади до 18 години и трета категорија за возрастни лица. За трите категории се предвидени награди. Конкурсот ќе трае до 14 април. Агенцијата за пошти денеска распиша конкурс за најдобро писмо, на кој право на учество имаат сите граѓани на Македонија, а темата е слободна. Условите се писмата да бидат напишани со личен ракопис, да не бидат претходно објавувани и не треба да содржат повеќе од 500 зборови. Конкурсот ќе биде поделен во 3 категории. Првата категорија ќе биде за деца до 12 години, втората за млади до 18 години и третата категорија ќе биде наменета за возрастни над 18 години. За најдобрите ќе следат парични награди, како и збирка на книжевни дела, изјави директорот на Агенцијата за пошти Владко Атанасовски. Сметавме дека писмото ни за историјата секогаш го карактеризирала духот на човештвото, а во духот на човештвото секогаш е нераскинливо поврзана и вметната слободата на изразување. Токму затоа дадовме и слободен избор на темата на која што би пишувале сите учесници на конкурсот, со тоа што мора да се задржи формата на писмото, односно да биде наменето за некој, напишано за некој кому се пренесува пораката во писмото. Овој проект представува поддржување на креативното пишување и има за цел да се врати традицијата на интересот за објавување на прозни творби во печатот, вели Весна Дамчевска, уредник на култура во весникот Нова Македонија. Директорот на градската библиотека ја потенцираше подготвеноста на библиотеката да учествува целосно во активностите на проектот и да учествува во наградувањето на најдобрите. Писателот на детска литература Горјан Петревски изрази воодушевување од овој проект за кој смета дека ќе успее да го врати писмото како начин на комуницирање и да ја продолжи традицијата на пишаниот збор, што е всушност и целта на овој конкурс. Преку целата цивилизација и целата историја на човештвото, писмото, пишувањето на писмото, пренесувањето пораки преку писмата, од најинтимните до најголемите државнички, светски, трговски или други димензии на соопштување на пораките, оставило големи траги и јас мислам дека и во денешно време, кога замената со електронските комуникации можеби на извесен начин ја потиснува оваа митска представа за големото и убавото писмо што си го праќале луѓето и чекале, копнееле да го добијат, нема да биде така лесно изгубена како димензија на општење меѓу луѓето. Овој конкурс сметам дека на извесен начин ќе побуди и мал копнеш да се отворат и семејните архиви на нашите предци или нашите на повозрастните, каде што ќе се најдат многу писма со многу содржини. Имам зачувано и оние писма од детството што ми доаѓале. Сега препорачувам дека не треба да се буричка по стари писма, опасно е да се буричка по тие писма, но некогаш е интересно. Затоа треба, да речеме, кога ќе се влегува во писмата, треба многу внимателно. Не знам, може некој сушено цвеќе да го подсети на човекот на нешто, на некој настан убав во животот. И се до тоа да му предизвика немир, но се разбира со силата на својата волја, со она што го има во себе, може да се справи со старите писма. Поготово ме одушевува тоа што најавено е дека таа акција ќе трае со години, така ли? И јас сум оптимист дека ќе го вратиме
писмото како форма во овие години. Писмата може да се доставуваат до 14 април на адресата на Агенцијата за пошти, Поштенски фах 164.000 Скопје, со назнака за награден конкурс и категорија. Резултатите ќе бидат објавени најдоцна до 14 мај, а ќе бидат оценувани од страна на стручно жири. Осми пат поред се избрана и убавата торта на надпреварот за тортијадата Сладка мистерија. Покрај професионалци и аматери, за прв пат со своји декорации учествуваа и учениците од основните училишта од општина Ѓорче Петров. Тричленото жири одлучи главната награда за најубаво декорирана торта, да им ја додели на учениците од основното училиште Ѓорче Петров, а сите останати учесници беа наградени со благодарници. Тортите се продаваа на лицитација. Собраните средства од продадените торти ќе бидат наменети за доопремување на санитарните јазли на детската градинка Росица. Тортијадата беше проследена со културно-забавна програма и настап на естрадни уметници и актери. Па мора да кажам дека сум пријатно изненаден од големиот интерес за овогодишна манифестација Тортијада 2014, каде што општината домаќин е општината Ѓорче Петров, заедно секако со невладината организација Анđелчиња. Навистина, ова денеска што се случува во Центарот на култура и вечер што ќе се случи во ресторанот Еленче во општината Ѓорче Петров, ни дава за повод да бидеме задоволни, да бидеме мотивирани да оваа манифестација има целосна поддршка не само од нас, него и многу пошироко, затоа што ова што се случува навистина заслужува еден поширок ангажман на сите субјекти, да кажам, од општествениот и политичкиот живот. Денеска ова манифестација можда за прв пат се случува во два дела. Во првиот дел ги вклучивме најмладите да со своите златни рачиња покажат што можат најдобро да направат, секако под инструкција и под надзор на стручните лица, на нивните педагози, учителите, педагозите, психолозите од основните училишта, а тука позади нас се и тортите на врвните мајстори кои секоја година се борат за одредени признанија од предпријатијата, да кажам, кои се бават со оваа проблематика со сладкарските работи во општината Ѓорче Петров, во градот Скопје, па и во Република Македонија. Денеска се присутни и заедно со жирито кој е присутно на оваа манифестација, со почитуваната Алачка, почитуваниот Љупчо, почитуваната Елизабета, сите тие ќе дадат стручна оценка што е тоа најдобро изработено и ќе поделиме вечер награди за заслужните или најдобрите направени сладки работи, односно торти. На мојата организација и на сите членови кои што се вклучија во организацијата на оваа манифестација, да искажам една јавна благодарност до господинот Сокол Митровски и до општината Ѓорче Петров, кои што неуморно и макотрпно работеа заедно со нас, да онаа традиција која започна пред 10 години, оваа година биде токму овде и да граѓаните успеат да видат што и како оваа манифестација напреднувала од година во година. Затоа со заеднички сили ние заедно со општината денеска ќе се потрудиме на сите граѓани, на сите присутни овдека да им пружиме едно вистинско задоволство и со самото тоа да едноставно хуманоста подигнеме на едно малце повисоко ниво и да едноставно уживаат во се што можеме и што ние и заедно општината Ѓорче Петров направиле да они денеска го искусат. Граѓаните на општина Карпош заедно со месечникот Карпош Урбан, кој им стигнува секој месец пред врата. Овој месец добија и кесиња за селектирање на отпадот од пакомак. Трите кесиња се за отпадот од пластика, хартија или менки, да се фрла посебно. Потоа кесињата треба да се фрлат во специјалните контейнери поставени во 3 училишта во општината. Граѓаните изненадени од оваа новина во општината велат дека ова е начин да се подигне свеста и селектирањето на отпадот конечно да почне да се применува и кај нас. Од Пакомак велат дека според истражувањето што го спровеле минатата година помеѓу населението, заклучиле дека свесноста и едукацијата во Карпош се доволни за да се почне со ваков проект. Со проектот се офатени околу 4000 домакинства, а доколку пилот проектот покаже успешни резултати,
резултати. Проширувањето во другите општини ќе биде една од следните активности на Пакомак. Одговорните за проектот од Пакомак велат дека засега проектот кој почна месецов се спроведува само во некои месни заедници во Карпош. Овој пилот проект опфаќа распределба на кесињата во домакинствата за селективно собирање 3 фракции од отпадот од пакување: пластичен, хартија и метал, односно лименки. Потоа тој отпад ќе треба граѓаните да го одложат во соодветните контейнери на собирните пунктови, за потоа да се собере и да се рециклира, вели Ико Брдаровски, менаџер за грижа на корисниците во Пакомак. Тој дополнува дека идејата за примарна селекција на отпадот од пакување кај самите домакинства не е нова. За ова размислуваме одамна, само чекавме да дојде вистинскиот момент за реализација. Ова е долгогодишна практика во развиените европски земји. Со организациите во кои членуваме често разменуваме мислења и искуства и потоа ги имплементираме во нашиот систем за собирање на отпадот од пакување. На територијата на градот изминативе 7 години имаме соработка со повеќе општини во однос на едукацијата и придобивките од рециклирањето. Со општина Карпош историски наназад ги почнуваме сите нови проекти, кои потоа имаат успешни резултати и во преостанатите општини, објаснува Брдаровски. Тој истакна дека тоа не значи дека другите општини не имаат интерес, меѓутоа секогаш почнувале со пилот проект за да ги видат резултатите и реакциите на населението, па потоа да ги вклучат и другите општини. Представничката на ОПСЕ за слобода на медиумите Дуња Мијатовиќ смета дека Македонија не се разликува многу од останатите земји во Западен Балкан на полето на слобода на медиуми и како многу добри ги оценува новодонесените закони за медиуми во земјава. Мојата оценка е дека законите за медиуми сега се многу добри. Сега е важно нивното спроведување кое ќе им даде можност на сите да ги оценат ефектите и да видат дали ќе се подобри состојбата со слободата на медиумите во земјата, порача Мијатовиќ на денешната пресконференција. Таа нагласи дека е најважно овие закони да се спроведуваат на начин со кој ќе се промовира медиумската независност, ќе се обезбеди плурализам на мислењата и да се слушне гласот на сите засегнати страни. На вчерашните средби со премиерот Никола Груевски и министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски посочи се разговарало и за спроведување на законите со представници на медиумската заедница. Целосното учество е единствениот начин да се подобри медиумското опкружување, без разлика колку е тоа тешко. Позитивно е што медиумската заедница беше консултирана и зема учество во подготовката на овие закони, рече Мијатовиќ. Кажа дека е загрижена поради недостиг на солидарност и единство кај медиумската заедница, кога се работи за прашања од заеднички интерес. Не барам и не размислувам дека мора да се сакате, мора да најдете заедничка основа, да се осврнете на прашањата кои ќе бидат од полза на сите вас. Подготвена сум со мојот тим да помогнам, но мислам дека единствените кои може да го решат овој проблем се новинарите и новинарската заедница во Македонија. Рече дека е подготвена да понуди помош и во однос на трансформацијата на јавниот радиодифузен сервис и процесот на реформи што таму почнува. На вчерашните средби нагласи го поздравила фактот што Македонија ја декриминализираше клеветата, но додаде дека се уште има голем број случаи во кои казните може да предизвикаат одредени медиуми да се соочат со уништување. Тоа е нешто што мора да се смени веднаш, бидејќи може да го доведе во опасност плурализмот на медиумите. Подготвени сме да помогнеме и во овој процес, рече Мијатовиќ. Норвешка со најмногу медали по четвртиот ден од почетокот на зимските олимписки игри. Зад неа е Канада, а трета земја со најголем број освоени медали е Германија. Повеќе за ова во спортските вести веднаш по рекламите.